Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денешната епизода ќе ја започнеме со обработка на Псалм 79, кој е всушност молитва за израелскиот народ поради неволјата во која се најде. Ова се зборови кои се напишани од страна на Асаф, кој, како што претходно спомнав, беше еден од главните музичари кои служеа во храмот. До сега обработивме неколку од неговите псалми. Некои толкувачи на писмото веруваа дека Асаф му бил асистент на царот Давид во пишувањето музика и текстови. Ке почнеме со читање на псалмот, стих 1. Боже, незнабожците дојдоа во Твоето наследство, го осквернија светиот Твој храм, Ерусалим го претворија во урнатини. Градот Ерусалим, за кој лажните пророци рекоа дека не може да биде освоен, беше освоен. Храмот, за кој велеа дека не може да биде уништен, беше уништен, а и народот беше однесен во робство. Тоа страдање со кое се соочи народот беше навистина тешко и трагично, и затоа народот, барем оние кои останаа живи, повикаа кон Бог. Како што можете да забележите, и во овој псалм се зборува за Божјото светилиште, односно храмот. Забележете во следниот стих колку описно Ахав зборува за трагедијата која се случи во Ерусалим. Сето ова беше Божи суд. Стих 2. Мртвите тела на Твоите слуги им ги дадоа како храна на птиците небески, а телата на Твоите светии на земните ѕверови. Ова беше прашањето кое го измачуваше авторот. Зошто Бог би дозволил сето ова да се случи? Лажните пророци им рекоа дека нема да ги задеси неволја. Од друга страна, пророкот Еремија ги предупреди, велејќи дека ако народот не се покае, Бог ќе ги дисциплинира. Се разбира, овие зборови се напишани пред времето на Еремија, но сепак Асаф се прашуваше зошто Бог воопшто би дозволил такво нешто. Знаете, страдањето е едно од најтешките прашања поврзани со верата. Например, еврејскиот народ многу пострада во времето на Хитлер. Предпоставувам дека многумина од нив си го поставувале истото прашање како и Асаф во овој псалм. Навистина е тешко да се даде одговор на прашањето. Зошто Бог дозволи тоа да им се случи на евреите? Некои велат одговорот е затоа што поголемиот дел од нив го отфрлија Месијата, но не сум сигурен дека тоа е целата вистина. Во целото Свето писмо читаме дека Бог е праведен и дека секогаш има причина кога дозволува некакво страдање. Можеби не е за да ги казни оние кои страдаат, но сигурно е да ги приближи кон себе. Стих 8. Не спомнувај ги нашите поранешни беззаконија, туку побрзај да не пресретнеш со својата милосрдност, зашто многу сме понижени. Ова е навистина интересно барање. Авторот му вели на Бог: не спомнувај ги нашите поранешни беззаконија. И Бог ветил дека нема да си спомне за беззаконијата на оние кои со вера му пристапуваат и бараат простување и милост од Него. Од денешна перспектива, можеме да кажеме дека тоа простување го добиваме само преку вера во Христовата смрт и воскресение. Но, за оние што го отфрлаат Христос, следува суд. Било да станува збор за маж или жена, богат или сиромав човек. Без разлика кои сте, ако не поверувате во Христос и не го следите неговиот пат, ќе се соочите со Божиот праведен суд. Значи, одлуката е ваша. Ќе го пресретнете Христос како спасител или како судија. Авторот на овој псалм бара спасение. Стихови 9 и 10. Помогни ни Боже, Спасителе наш, поради славата на името Твое, избавине и очистине од гревовите наши заради името Твое. Зошто незнабожците да велат, каде е нивниот Бог?
барем пред очите наши да ја видиме одмаздата на незнабожците за пролеаната крв на Твоите слуги. Со други зборови, Асаф вели: Господе, ако не спасиш другите луѓе, оние кои не веруваат во Тебе, ќе се прашуваат каде си и зошто не се грижиш за нас. Господовото избавување и спасение е добро за оние кои го искусуваат, но и служи како сведоштво на оние кои се уште не веруваат во него. Сега доаѓаме до Псалм 80, кој исто така е пророчки во својата содржина. Според неколку преводи на писмото, станува збор за псалм кој е напишан од страна на Асаф. Но, од перспектива на неговата содржина, во овој псалм се зборува и за Месијата, Господ Исус Христос. И затоа можеме да заклучиме дека станува збор за псалм кој е пророчки, но и месијански. Ке почнеме со читање на стих 1. Пастиру Израелов, послушај, ти кој го водиш Јосиф како стадо, кој седиш на херувимите, заблескај. Пастиру Израелов, послушај. Асаф го бара вниманието на Израеловиот пастир. А кој е пастир на Израел? Одговорот е Господ Исус Христос. И во еден од претходните псалми читавме за тоа како Господ е спореден со пастир, а израелскиот народ со овци. Таа слика често се појавува во Стариот Завет. Во Новиот Завет пак, кога Господ Исус дојде на овој свет, тој се представи себе си како добриот пастир и со тоа им укажа на луѓето кои го слушаа дека тој е всушност пастирот за кој пишуваа нивните предци во писмото. Навистина е штета што голем дел од евреите не го препознаа неговиот идентитет, но тој дојде не само да биде пастир на евреите, туку на сите кои со вера го следат неговиот пат. Стих 2. Пред Ефрем, Венјамин и Манасија издигнија силата своја и дојди да не спасиш. Зошто се спомнуваат баш племињата на Ефрем, Венјамин и Манасија? Според мене, причината е откриена во книга Броеви, глава 2, стихови 17 до 24. Сега нема да ги читам тие стихови, но ако имате време да ги прочитате, ќе забележите дека токму овие три племиња беа поставени да одат низ пустината, а и во ветената земја, веднаш зад ковчегот во кој се чуваа камените плочи со 10 Божји заповеди. Можеби во овој стих авторот се подсетува на тие моменти од историјата на Израел и како да бара од Бог повторно да го води својот народ, онака како што го правеше тоа во минатото. Стих 3. Боже, поврати не, нека светне лицето Твое и ние ќе се спасиме. Ова е уште една молитва за избавување на Божиот народ, на кој очигледно му требаше да го искуси Божјото спасение. Не знаеме во кој контекст и во какви услови биле напишани овие зборови, но од тоа што го читаме, јасно е дека израелците се наоѓаа во некаква неволја. Патем, 3 пати во овој псалм авторот бара од Господ неговото лице да светне, односно да заблеска. Стихови 4 и 5. Господи, Боже на силите, до кога ќе бидеш гневен на молитвата од слугите Твои? Ќе ги храниш ли со леп од солзи и напојуваш со солзи изобилно? Би рекол дека овие стихови се едни од потешките за разбирање во Светото Писмо. Авторот вели дека Господ ги храни своите слуги со леп од солзи и ги напојува со солзи изобилно. Ова е доста описен начин на кој тој го представува страдањето на израелскиот народ. Прашањето е, дали Господ навистина го направи тоа? Или повеќе станува збор за ситуација во која израелците беа непослушни на Господовиот збор и како резултат на тоа мораа да се соочат со неговата дисциплина. Јас би рекол дека е вториот случај. Израелскиот народ го одбра страдањето преку својата непослушност. Но, и покрај се, добриот пастир го слушна нивниот глас и многу пати им се смилува.
ќе се сетите и дека кога Господ Исус беше на земјата, тој плачеше над градот Ерусалим. Тоа е запишано во Евангелие според Лука, глава 19, стихови 41 до 44. Но, кога последен пат се најде во градот, тој не плачеше, а им кажа на жените во Ерусалим да не плачат за него, туку за себе. Евангелие според Лука, глава 23, стих 28. Но, да се вратам назад на моментот кога Господ Исус плачеше врз Ерусалим. Во Евангелие според Лука, глава 19, стихови 42 до 44, читаме: Кога би можел во овој ден и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир, но тоа е сега сокриено од твоите очи, зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни и ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе, зашто не си го позна времето кога беше посетен. Тоа беше главната причина поради која израелците честопати страдаа низ историјата. Тие не го препознаваа денот на Господовата посета. Стих 7. Господи, Боже на силите, поврати не, нека светне лицето Твое и ние ќе се спасиме. Псалмистот повторно бара од Бог да светне неговото лице. Се чини како тоа да е израз со кој бара Бог да биде благонаклонет кон својот народ. Стих 8. Ти ја пренесе од Египет лозата, ги изгони народите и ја посади. Бог е тој кој ги внесе израелците во ветената земја. Во стихот кој го прочитавме, авторот го споредува израелскиот народ со лоза, а таква слика ни даваат и некои од пророците. Бог ја посади таа лоза на плодна почва, но проблемот е што со тек на време таа лоза почна да дава лоши плодови. Израелците застранија од Господовиот пат и практикуваа идолопоклонство и неморал. Стихови 9, 10 и 12. Исчисти за неа место и ги зацврсти корењата неизини, и таа ја исполни земјата. Горите се покрија од сенката неизина, и гранките и се како кедрови мокни. Зошто ја сруши неизината ограда, па да ја берат сите што минуваат по патот? Со години Бог имаше поставено еден вид на ограда околу таа земја, односно заштита за израелскиот народ. Ако не се лажам, мислам дека во првите неколку векови ниту еден од околните народи, дури и оние кои беа повеќе бројни од израелците, не успеаа да го покорат израелскиот народ. Тоа е така, бидејќи Бог го штитеше својот народ. Но дојде ден кога самиот Бог ја сруши оградата и сите кои минуваа покрај лозата почнаа да ги берат неизините плодови. Односно, дојде ден кога Бог се повлече и Израел беше поробен. Стих 17. Твојата десница нека биде на човекот на твојата десница, синот кого си го одгледал за себе. Што значат овие зборови? Твојата десница нека биде на човекот на твојата десница. Во Псалм 110, стих 1, читаме како Бог му вели на Месијата да седне од неговата десна страна, така што ова се однесува на Божиот син Господ Исус Христос. Патем, во книгата Создавање, глава 35, читаме за смртта на Рахела, кога умре откако го роди сини Венијамин. Може би ќе се сетите на случката, но во писмото се вели дека првично таа не му го даде името Венијамин, туку Бенони, што значи синот на мојата болка или страдање. Но, кога нејзиниот сопруг Јаков го зеде детето во рацете, ја погледна Рахела и рече: ќе го наречеме Венијамин, бидејќи е син на мојата десница. Тоа е еден вид на предслика на Господ Исус Христос. Од една страна, тој искуси големо страдање, но од друга страна, тој седна и од десната страна на небесниот татко. Затоа велам дека и овој псалм
е месијански по својата содржина. Стихови 18 и 19. А ние нема да отстапиме од тебе. Оживејне и ние ќе го призиваме Твоето име. Господи, Боже на силите, повратине, нека свети лицето Твое и ние ќе се спасиме. Со тоа доаѓаме до Псалм 81, кој исто како и претходните е тесно поврзан со псалмот кој му претходи. Со други зборови, оваа група на псалми кои ги проучуваме зборуваат за една иста приказна, но како да го прават тоа во продолженија. Во некој од претходните псалми читавме како авторите бараа одмазда за нивните непријатели. Би рекол дека ние како христијани не треба да бараме одмазда за непријателите, туку спасение, односно Светиот Дух да ги пресведочи за нивните гревови и да се покајат за истите. Псалм 81 е песна во која се опева Господовото избавување. Преку неа авторот ги повикува верниците да се радуваат во Бог. Стихови 1 до 4. Радувајте се во Бога, нашата сила, воскликнете кон Бога Јаковов. Запејте песна, удрете во тимпан, на милозвучна лира со харфа, затрубете со труба во новомесечие, во определено време во денот на вашиот празник. Зашто тоа е закон за Израел, наредба од Бог Јаковов. Ова е повик да се слави Господ со различни музички инструменти. Но тоа што е интересно е што авторот ги повикува луѓето да го прават тоа во новомесечието, во определеното време, во денот на празникот. Очигледно е дека станува збор за песна која е поврзана со еден или повеќе од празниците кои Господ им заповеда на израелците да ги слават. Знам дека ова е посебна тема, но сакам накратко да објаснам за што станува збор. На почетокот од секоја година, според еврејското броење на времето, израелците требаше да слават 4 празници: Пасха, Педесетница, празникот на првите плодови и празникот на сениците. По некое време требаше да слават и други празници, меѓу кои е и празникот на трубите. Лично сметам дека овој стих се однесува на празникот на сениците и празникот на трубите. Стих 10. Јас сум Господ, Бог твој, кој те изведе од египетската земја, отвори ја устата своја и јас ќе ја наполнам. Ова е Господово ветување за израелскиот народ. Но мислам дека во овој стих има важна духовна лекција и за нас. Бог не изведе нас од египетската земја, но сепак може и сака да ги спаси од гревот и вечната смрт сите кои веруваат во неговиот син Исус Христос. Како што Господ им вети на израелците дека ќе им ја наполни устата доколку ја отворат, односно дека ќе ги нахрани, така и нам ни ветил голем број на духовни благослови. Стих 11. Но мојот народ не го послуша гласот мој. Израел не ми се покори. Ова е навистина лош дел од историјата на израелскиот народ, кој за жал често се повторуваше. Би рекол дека и до ден денешен голем број од израелците не го слушаат Божиот глас, бидејќи не сакаат да поверуваат во неговиот син. Но тоа не е така само помеѓу израелците, туку и помеѓу нашиот народ. Би рекол дека ние не сме нешто многу подобри од израелците. Помеѓу нашиот народ има многумина кои исповедаат вера во Христос, но не го следат, ниту пак ги почитуваат неговите зборови. Најголемата потреба на нашиот народ е да се сврти кон Господ и искрено да почне да живее според неговите зборови. Само тогаш ќе дојде вистинска промена во општеството. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify.
Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.